Следната програма е платена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Вие може да го поминете животот обидувајќи се да се заштитите себе си, да се грижите за себе, да снабдите за себе дека никој никогаш нема да ве повреди. Или може ширум да му го отворите вашиот живот на Бог и да речете: јас сакам да имам живот каков што само ти, Боже, можеш да ми дадеш. Јас сакам да го живеам тој надприроден живот. За да чекориме со вера, ние мора да му веруваме на Бог повеќе од што им веруваме на нашите чувства, нашиот вид, околности и другите луѓе. Чекорењето со вера бара голема храброст, бидејќи ние му служиме на невидлив Бог. Малку е деликатно учењето како да го слушнете Бог. Учењето како да знаете што Бог сака да направите и ви се допаѓало тоа или не. Секој кој сака да чекори со вера на крај ќе треба да истапи напред и да открие дали слуша од Бога или не. Така не учиме од Божјото Слово и учиме од нашите искуства со Бог. Мислам дека е потребна многу храброст, вистинска храброст, да бидете водени од Духот, бидејќи некогаш кога сте водени од Него, она што го чувствувате во срцето, навистина чувствувате во срцето дека Бог сака тоа да го направите, нема никаква смисла за никој друг и секогаш нема никаква смисла ниту за вас. Да бидете водени од Духот значи дека му верувате на Бог, да ве води според срцето, а вие правите избори. Ајде пак сме кај изборите. Правите избори да го направите она што навистина верувате дека Бог сака да го направите, а не што чувствувате или не чувствувате да правите. Ако нешто ги турка христијаните од колосек, тоа се чувствата и емоциите. Кога Бог ме покани да живеам по вера, јас бев многу исплашена. Мислев дека Бог ме води да оставам добра платена работа, да останам дома со децата, да ја проучувам Библијата, бидејќи чувствував дека Тој ме повикуваше да поучувам, а јас не знаев ништо. И знаете, Светиот Дух, кога навистина сака да направите нешто, може да врши благ притисок. Вие некако не можете да го избегнете тоа. Тоа е еден од начините кои ги препознавам кога зборувам со Бог, кој не е само моменти, не се заминува едноставно. Некако се останува таму. И така, се откажав од мојата работа, но не бев целосно покорна на Бог. Јас само делумно му се покорував на Него. Дадов жртва или принос, а не вистинска покорност. Се откажав од работата со полно време и најдов со делумно работно време. Дали некој знае нешто за делумна покорност? О, Боже, навистина не сакам да правам се што ти ми кажа, но дај да го направам ова, како ќе биде ова. Знаете, тоа едноставно не функционира кај Бог. И така ме отпушти од новата работа, а јас не бев таква личност која ја отпуштаат. Долга приказна. Нема да навлезам многу, но бев отпуштена и да скратиме, Бог си ја оствари целта. Требаше да останам дома да проучувам. Не можев да одам на библиски коледж. Имав 3 деца. Морав да одам во училиштето на Светиот Дух. Имав толку лекции од животот, бидејќи буквално ќе го проучував Словото, ќе го применував во животот, ќе гледав како работи и што се случува, пак ќе ги поучував другите. Бог ми го даде дарот да комуницирам, но јас не знаев ништо. Нашите сметки беа повеќе од нашите приходи, па моравме да чекориме по вера. Јас не разбирав, бидејќи ја направив оваа огромна жртва и очекував дека Бог ќе направи чудо невидувачки нешта со нашите финансии. Да бидем искрена, 6 години бевме во скудност. Ни фалеа $40 секој месец да ги платиме сметката. Но чудесно, секој месец Бог ќе ни дадеше тие пари од некој различен уникатен извор и секи беше средено. И тогаш не разбирав што Бог прави. Го живеевме животот напред, но го разбиравме назад. Тогаш не разбирав што прави Бог, но сега гледам во сумата на пари која ни е потребна секој месец да ги платиме сметките за оваа служба и како остануваме целосно во рацете на Бог. А јас доживував нервен слом и целосен неред за $40 месечно. А сега се потребни милиони и јас тотално и целосно одмарам во Бог. Единствениот начин како ние учиме е преку доживување на работите.
И така се сеќавам, се уште живописно се сеќавам. Одев по мојот мал ходник еден ден. Не бев без работа многу долго. Имав библиско проучување во мојот дом. Проучував многу од тоа. Беше вторник навечер и луѓето доаѓаа и јас бев толку исплашена за нашите пари, што моите колена буквално почнаа да се откажуваат како што чекорев по ходникот. Дали некој некогаш бил толку исплашен? Бог зборуваше во моето срце и рече: имаш два избори. Можеш да живееш по вера и да дозволиш јас да се погрижам за тебе, или можеш да го поминеш животот обидувајќи се ти да се погрижиш за себе. Пак ќе ви дозволам да го позајмите тоа вечер. Вие може да го поминете животот обидувајќи се да се заштитите себе си, да се грижите за себе, да се осигурате дека ќе се снабдите за себе, дека никој нема да ве повреди, или широм да го отворите животот на Бог и да кажете: сакам да имам живот како што само ти можеш да ми дадеш. Сакам да го живеам тој надприроден живот во кој неверојатни нешта се случуваат и никој не може да ги објасни освен да каже дека тоа мора да е Бог во мојот живот. Навистина сакам да разберете колку само застрашувачки, обични и едноставни сме Дејв и јас. Кога ќе помислам како започнавме и кога гледам што Бог прави сега, тоа е дефинитивно плод на чекорењето со вера и толку истапување напред. Тоа беше добро, ќе дадам уште еден чекор. Упс, тоа не функционираше, ќе се повлечем чекор назад. Беше живот на добивка, губиток, тешки времиња, добри времиња, учење на многу тешки лекции. Но беше прекрасен. Не менувајте го животот кој Бог го има за вас, бидејќи сакате да се грижите за себе цел живот. Се плашите да чекорите по вера. Ние мора да чекориме по вера. Само верата му е угодна на Бог. Без вера невозможно е да му се угоди на Бог. Некој од учениците поставил прашање кое е запишено во Евангелието по Јован глава 6. Што ние треба да правиме за да му угодиме на Бога? Што треба да правиме за да ги правиме делата на Бог? Сам дека многу од нас го имаат тоа прашање. Што сакаш да правам? Што ти Боже сакаш јас да правам? Христијанскиот од не е за правењето, туку за направеното. Тоа е за оно што Христос го направи за нас, а ние веруваме во тоа со вера, отколку што може ние да направиме за Бог да направи нешто за нас. Да, знам дека ми требаат години да го сватам тоа. И вие сега мислите... Ова е работата која Бог ја бара од вас. Да верувате во оној кој беше пратен. Тоа е нашата задача во чекорењето со вера. Да стануваме секој ден и да одиме од вера во вера во вера. Римјани 1:17. Во зборот Божји има праведност која е откриена, која доаѓа од вера и води во вера. Јас верувам преку вера дека ги исправив нештата со Бог, не бидејќи јас правам се правилно, не бидејќи секогаш се чувствувам правилно, не бидејќи сите други мислат дека сум во право, но бидејќи Божјото слово вели дека јас сум во ред со Бог и вие сте во ред со Бога преку вера во Христос. Вие сте правилни со Бог. Може да престанете да се грижите што е погрешно со вас, да се освестите дека сте ускладени со Бог преку жртвата на Христос и да дозволите таа праведност која тој ја ставил во вас да тече преку вас како што чекорите со Бог. И секој ден ќе станувате подобри и подобри и подобри, но ако само седите и размислувате за се што е погрешно со вас, вие никогаш нема да напредувате. Ајде, прегрнете се и кажете: се сакам себе си. Не го направивте сите тоа. Колку тврдогови луѓе, леле. Римјани 14:23 вели: сето она што не е со вера е грев. О, Господи, тоа е силно и се уште се чудам што после 40 години се што правиме ние без убедување дека тоа е правилно. Библијата вели дека е грев. Чекорање со вера. Знаете, Естира имала прилика да спаси цела нација. Та имала други планови. И сигурно сум кога Бог дошол и го прекинал нејзиниот мал живот. Слушајте, од неа било побарано да направи нешто што никој никогаш го немал направено.
И сакам такви работи. Сакам да правам нешта кои никој ги нема направено. Амин. Нашата служба е во секој државен затвор во САД. Ставивме преку 3 милиони книги во раците на затворениците. Но сега слушайте. Прв пат кога син ми направи некој од овие луѓе да го свикаат првиот државен затворски одбор, мислам дека прво бевме во Мизури, бидејќи сме од таму. Може ли да добиеме дозвола да влеземе во сите затвори во државата и да им дадеме христијанска книга? Па тоа досега никој не го направил. Дали знаете колку пати тоа е работата за која се закачувате? Па никој тоа го нема направено. И тие рекоа, и покрај тоа, не можете да им дадете нешто духовно, ако не им дадете нешто практично. Па ги спакувавме книгите со по еден сапун и шише шампон. И нашиот прекрасен мал затворски тим кој работеше толку напорно, но ги сакам луѓето позади сцената. Тие не се оние на кои луѓето им ракоплескаат на платформата, но тие се оние кои прават се да биде како што треба. Нашиот прекрасен мал затворски тим кој 18 години оди од затвор во затвор. Тие се биле во речиси 4000 затвори досега, одејќи од келија во келија велики. Исус ве сака. И еве книга која може да ви помогне. Секогаш велам, носете ги вашите книги во затвор. Имате заробена публика. Амин. Имаме и некои луди, мислам, луди случки. Еден човек беше сатанист и беше во келијата. Неговиот цимер беше христијанин. Христијанинот упорно се обидувал да му сведочи, но сатанистот се разлутувал се повеќе и повеќе цело време. Му рекол да го остави намира. Имал секакви сатанистички предмети, сатанистички книги и на различни нешта. Една вечер тој рекол: "Слушај, ако навистина има Бог, барем може да ни донесе малку шампон во ова место." После еден час, нашите камиони го наполнија затворот. Да, вие кажувам вистината. И кога нашите луѓе дошле со шампун, сапун и книга, го преплашиле тој тип. Тој ги изгорел сите сатанистички работи и го замолил цимерот да се моли со него, да го прими Христос. Сега, добро, еве што сакам да разберете. Добро, ова е возбудливо, но започна со... И да, понекогаш во ова чекорање по вера морав, некојаш паѓав, потоа се подигав седејќи, потоа застанував и почнував да одам повторно. Никогаш не се откажувајте. Бидете упорни и чекорете силно со Бога. Сега, Библијата исто така вели дека мора да чекориме со љубов. Всушност тоа е многу интересно, бидејќи верата и љубовта се токму она што апостолот рекол дека е тоа целта на се она што ги поучувале луѓето. Чекори со вера, чекори со љубов. Верата добива енергија од љубовта, вели Галатјани 5:6. Како да имам вера во Бог кога не знам дали ме сака? Треба да знаеме колку Бог не сака. Тој не сака доволно што дури да погрешиме. Тоа не е толку страшно, да бидеме искрени. Ние го правиме пострашно од колку што Бог го прави. Тој веќе знае за грешките кои ние ќе ги направиме уште пред да започнеме. Ајде, вие не сте изненадување за Бог, не сум ниту јас. Тој не мисли, не мислев дека ќе бидеш ваков. Амин. Леле, Джойс, ако знаев дека ќе прекинеш насред твојата проповед ова утро за да кажеш шеги, јас сигурно немаше да те повикам тебе.
Крајното е дека ние можеме да бидеме слободни, бидејќи Бог не сака и ние не сме изненадување за Него. И тогаш ако навистина го сакаме Бог, дозволуваме Тој да не сака нас и ние навистина го сакаме Бог. Тогаш природен исход е дека ние ќе сакаме да ги љубиме луѓето. Чекориме со љубов, чекориме со вера. Внимаваме како чекориме. Чекориме како што Христос чекорел. Па секако главната причина е дека се што правиме треба да е за Бог. Правете се што правите за Бог, за Неговата слава, за Неговата чест, бидејќи го сакате Него, а не за да добиете нешто од Него. И по исто време, верувајќи во она што Библијата го вели, дека ќе жнееш според она што го сееш. Раните христијани направиле многу тешки избори поради нивната надеж за вечност. Надежта за подобар дом и за подобро место. Да ви кажам нешто. Многу сум возбудена бидејќи имам 71 година и сум тргната на кај дома. Амин. Планирам да бидам овде доволно долго, но знаете, голем дел од мојот живот е завршен. Јас се радувам на средбата со Христос лице в лице. Ние зборуваме за мојот дом и Бог знае што јас сакам. Го сакам наките, да свети. Хајде да погледнеме во Колосјаните 1:4 и 5. Не знам за вас, но јас апсолутно го сакам Словото. Леле, овие записи се толку добри. Зашто ние чувме за вашата вера во Христос Исус, остварувањето на вашата внатрешна човечка личност во Него, во апсолутна доверба и увереност во Неговата сила, мудрост и добрина и за љубовта која вие ја имате и покажувате кон сите светии. Павле рекол: видете, ние слушнавме за вашата вера и слушнавме за вашата љубов. Знаете, ако некој зборува за мене, не сакам само да каже: да, таа е онаа познатата ТВ проповедничка. Би сакала да речат: Джојс е жена со вера и ги сака луѓето. Овие луѓе биле познати по својата вера и својата љубов. Стих 5. Заради, зашто тие чекореле со вера и љубов, заради надежта да ја искусиме која се чува резервирана и чека за вас во небото. Зашто тие ги правиле потешките избори? Бидејќи чекале на работата што треба да дојде. Сега искрено, не знам сите овие години како проповедам и дали некогаш сум почувала целосна порака за рајот или вечноста. Но чувствувам дека Бог сака да зборувам за тоа малку повеќе, бидејќи мислам дека ќе ни даде енергија да сватиме дека она што го имаме сега не е се. И искрено, ако ја добиете најдобрата верзија од ова, што и да е вашето ова, ја добивате најдобрата верзија од ова, кое може да го имате. И тоа е ништо споредено со вечноста. Тоа е ништо споредено со правецот во кој сме тргнати. Знам дека честопати нештата ни се важни бидејќи можеме да ги видиме и почувствуваме и доприме и искусиме токму сега, но мора да научиме да гледаме низ очите на верата. Знаете што? Пристигнувам до точка во која не ми е толку тешко да живеам според она што не го гледам и чекорејќи со вера бидејќи наискрено, веќе не ми е толку грижа за она што можам да го видам. Не сум толку возбудена за нередот кој се случува овде. Заради надежта да ја искусиме која се чува, резервирана и чека за вас во небото. Филипјани 4:5. Нека сите луѓе ја знаат, почувствуваат и препознаат вашата несебичност, вашето разбирање, вашиот воздржлив дух. Зошто? Господ е близу, тој доаѓа скоро.
Колку засрамувачки би било да сме лути на денот кога Исус ќе се врати назад. Кога Дейв и јас што го се зедовме, јас имав толку ужасен темперамент. Целутев повеќе што се радував. И понекогаш ќе се налутев и немаше да му зборам неколку дена, па дури неколку недели. Еден ден тој ме погледна и рече: "Нема ли да биде штета ако вака би го поминала твојот последен ден од животот на земјата?" Само велам. Како би се променил вашиот живот ако мислите дека Исус доаѓа утре наутро? Мислам да размислуваме вака. Ајде да живееме вака. Што е тоа што ми е толку важно сега што можеби воопшто нема да биде важно ако Исус доаѓа утре наутро? Но не, тој рече: "Ќе дојдем како крадец во ноќта, но сакам вие да живеете како да ќе дојдам во секој момент." Тоа е една од причините зашто тој не ни кажува кога ќе се врати. Сака да го живееме секој ден како да е последен. Амин. Не знам за вас, но ајде да прашам, колку од вас мислат дека малку почесто треба да слушаме за вакви нешта? Сега, знаете, има одреден број на луѓе денес кои своевидно одлучиле дека не веруваат во пекол. И ако Исус зборувал повеќе за пеколот отколку за рајот, и велат: "Па Бог пол со љубов, Бог е добар, тој не сака и не би го направил тоа никому." Бог не го прави тоа никому. Тие си го прават самите. Не, Бог не го прави тоа, но ни дава избор. Ти нудам живот и смрт, добро и зло. Одбери. Ќе поминете вечноста некаде и да бев на ваше место, немаше да ризикувам. Ако сте грешка, имате долго време да бидете во грешка. Хајде, мислам дека ако слушнавме малку повеќе во врска со ова, знаете, Божјата добрина води до покаяние, а ние секогаш проповедаме за неговата добрина, но можеби малку пеколен оган и сулфур нема да штети од време на време. Можеби треба да направам серија за страдањето во Библијата. Страдањето за оние кои бла 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 бла. Не, ние нема да останете долго за тоа, претпоставувам. О, Господи, ајде да одиме во Прво Солуњани 4:13. Ако го трошам гласот на нешто, ќе биде ова. Можеби вам не ви звучам толку лошо како што си звучам сама на себе. Дали звучам ужасно? Не многу лошо? Не сакаме, браќа, да останеме во незнање за оние кои заспале во смрт, за да не жалите за нив како другите кои немаат надеж после гробот. Ова треба да не утеши кога ќе изгубиме некој сака. Знаете, ние тажиме за себе. Ако навистина веруваме дека тие умреле во Христа, тогаш тие не изгубиле. Ние сме изгубиле. Да живееш е за Христос, да умреш е добивка. Не велам дека тоа не боли, но велам дека ние тажиме за себе. Тоа е наш губиток. Зашто откако веруваме дека Исус умре и повторно воскресна, така и Бог исто ќе ги приведе во Него преку Исус оние кои заспале во смрт. Зашто ова ви го кажуваме преку словото на Господ, дека ние, кои сме живи и остануваме се до Господовото доаѓање, нема да отидеме во Неговото присуство или да имаме некаков предизвик пред оние кои претходно умреле во Него. Зашто самиот Господ ќе се спушти од небото со гласен вик на заповед и со вик на архангел, со Божја труба. Оние кои заминале од овој живот со Христос ќе воскреснат први. Потоа ние живите кои останавме на земјата, во исто време ќе бидеме грабнати заедно со воскреснатите мртви во облаците да го сретнеме Господ во воздухот. И така за секогаш, преку вечноста, ние ќе бидеме со Господ. Ние ќе бидеме со Господ.